Експресно е сменет командантот на американските сили во Авганистан и тоа поради новински напис. Председателот Барак Обама ја прифати оставката на генералот Стенли Мекристел, кој синоќа беше свикан во Белата куќа. Од Вашингтон се јавува Ведран Андоновски од Гласот на Америка. Ведран, со што во интервјуто генералот предизвика реакција вредна да го загуби работното место? Иронијата е што написот од бегнатиот генерал во магазинот Rolling Stone дури утре ќе се појави по трафиките, но неговата интернет верзија веќе го чинеше Мекристел функцијата. Написот нуди цитати од генералот и неговиот персонал во кои се подсмеваат на владата на Обама, нарекуваат виш владин представник клован, а за друг велат дека е рането животно. Мекристел наводно бил разочаран од првата средба со Обама, бидејќи според него било само позирање пред камерите, а има и критика за подпредседателот Џо Бајден, дека не разбирал колку голем ангажман е потребен во Авганистан. Обама на местото на Мекристел веднаш го назначи првиот човек на американската централна команда и поранешниот командант на мултинационалните сили во Ирак, генералот Дейвид Петреус. Американскиот председател рече дека смената не е поради лична навреда, туку за да продолжи непречено мисијата во Авганистан. As difficult as it is to lose General McChrystal, I believe that it is the right decision for our national security. Колку да е тешко да го загубиме генералот Мекристел, верувам дека е правилна одлука поради националната безбедност. Однесувањето во написот е по стандарот на команден генерал. Ја подкопува цивилната контрола над армијата, срцето на нашиот демократски систем и ја нагризува довербата да се работи заедно на постигнување на целите во Авганистан. Мекристел се извини за коментарот и кажа дека понудил оставка поради неговата лична желба да успее мисијата во Авганистан. Горан? Каков бекграунд има Петреус? Какви се реакциите за неговото именување? Тој веќе доби подршка од обете страни на политичкиот спектар во САД, како и од афганистански владини представници. И републиканци, и демократи велат дека изборот е правилен, а сенатскиот распит за негово потврдување се најавува уште во вторник наредната недела. Афганистанската влада го истакнува неговото претходно искуство од регионот. Горан? Благодарам, беше тоа Ведран Андоновски од Гласот на Америка од Вашингтон.